Второ послание на апостол Павле до Коринтијаните, 7 глава. И така, возлюбени, имајќи вакви ветувања да се очистиме од секоја нечистота на телото и на духот, исполнувајќи светоста во страв Божји. Приметене во срцата ваши, никому не сме му налеле неправда, никого не упропастивме, ниту пак некого искористивме. Ова не го зборувам за да осудувам, зашто пред малку реков дека сте во срцата наши, за да умреме и да живееме заедно. Голема е мојата увереност во вас. Многу се фалам со вас. Се исполнив со утеха. Преизобилувам со радост покрај сите ваши маки. Зашто кога дојдовме во Македонија, никакво спокојство немаше телото наше, но од секаде бевме притеснети, во маки, однадвор борби, однатре страв. Но Бог, кој ги утешува понизните, не утеши со доаѓањето на Тит. И не само со неговото доаѓање, но и со утехата, со која се беше утешил тој поради вас, известувајќи не за вашиот копнеш, за вашиот плач, за вашата ревност кон мене, така што јас уште повеќе се зарадував. Зашто, ако сум ве ожалостил со посланието, не ми е жал, макар и да ми беше жал, бидејќи гледам дека тоа послание ве ожалостило само за малку време. Сега се радувам, не затоа што се ожалостивте, туку што се ожалостивте за покајување. Бидејќи се ожалостивте по Бога, да никаква штета да не притрпите од нас. Бидејќи жалоста што потекнува од Бога предизвикува неопходно покајување за спасение, а световната жалост доведува до смрт. Зашто ете, тоа што се ожалостивте по Бога, каква усрдност предизвика во вас, какво извинување, какво огорчување, каков страв, каков копнеш, каква ревност, каква горчина. Со се покажавте дека во тоа дело сте чисти. Така, ако и ви напишав, тоа го направив не поради навредувачот, ниту поради навредениот, туку за да стане јасно вашето усрдие за нас пред Бога. Затоа се утешивме. Во таа наша утеха уште повеќе се зарадувавме поради радоста на Тит, затоа што сите вие сте му го успокоиле духот. И затоа јас не се посрамив, кога со некои работи се пофалив за вас пред него. Но како што секогаш пред вас сме ја зборувале вистината, така и пофалбата пред Тит не излезе вистинска. Голема е неговата срдечна љубов кон вас, кога ќе се сети за послушноста на сите вас, како со трепет и страв сте го примиле. И затоа се радувам дека во се можам да имам доверба во вас.